Почитувана јавност, Мицкоски и ВМРО-ДПМН се против правда, против законите. Целата јавност слушна како Христијан Мицкоски правел се за да не се донесе законот за јавното обвинителство со цел да го заштити својот финансиер Орце Камчев и директно случајот Империја да пропадне. Аудио разговорите се појавија во јавноста и донесоа сериозни индиции дека Сашо Мијалков нелегално финансирал активности на ВМРО-ДПМН. Целата понуда на истата таа ВМРО-ДПМН на овие избори е понуда да се врати бегалецот од Будимпешта Никола Груевски. Христијан Мицкоски, почитувани граѓани, е кадар на Никола Груевски. Му беше советник за енергетика во владата и заедно носеа погрешни енергетски политики. А во истата таа влада, советникот Мицкоски си доби бизнис со хидроцентрали. Сите носители на листите на ВМРО-ДПМН се носители на Груевски и носители на режимот. После катастрофалниот пораз на изборите на 15 јули, единствено нешто, пошто Мицкоски ќе биде запаметен на политичката сцена, е по неговото математичко, прецизно бегство од сите одлуки важни за еднината на земјата, кои беа донесени додека тој формално е прв човек на опозицијата. 30 месеци е чувар на Белиот дворец и партиски печат, а нито еднаш не доби дозвола од неговиот ментор Груевски да соопшти став барем за едно стратешко национално прашање. Кукавички избега од референдумот, а тврди дека е за НАТО и за Европската унија. Избега од пратеничките листи, а го лаже членството дека ќе биде следниот премиер. Се спротистави на иницијативата за повторно свикување на парламентот заради пандемијата со COVID-19, а бара одговорност од институциите. Со недели бегаше од консензус за изборниот датум, а сега ги држи во заложништво граѓаните и тврди дека ќе победи на изборите. Деструктивното и неодговорно однесување на опозицијата доби свој лик и форма за време на светската пандемија со COVID-19. Нивната вечна партиска стратегија остана. Колку полошо за граѓаните, толку подобро за опозицијата. Цело време додека трае борбата со здравствениот и економскиот сектор, со тешките последици од кризата, опозицијата тера негативна кампања и со напади за професионална дискредитација се обидува да ги девалвира над човечките напори на докторите и медицинскиот персонал за справувањето со вирусот. Единствената стратегија на ВМРО-ДПМН и Мицкоски им е да блокираат се што е добро за нашата држава и за нас граѓаните. Нашата стратегија е да продолжиме и понатаму да ја водиме државата по вистинскиот пат, по правиот пат. Можеме уште повеќе и уште подобро со победата на 15 јули, кој со сигурност ќе ни ја дадат граѓаните. Ви благодарам.